Законот за клинички центар, законот за наставници и стручни соработници и законот за службата во армијата се само дел од 70-тината закони кои ќе бидат заглавени во законодавниот дом. Блокадата се најавува дека ќе трае можеби и со месеци, се додека премиерот не седне со опозицијскиот лидер да разговараат и да се договорат за предвремени парламентарни избори, но Ковачевски нема намера да го стори тоа. Воопшто не доликува на Демократска партија да одбројува денови, денес било 5 ден, па 4 ден, и да се служи со уцени и да се служи со закани, затоа зашто јас потврдив во изминатите скоро 4 месеци дека нити на уцени, ниту на закани не подлегнувам, туку сум човек кој што води отворен диалог со сите заинтересирани страни во општеството, и блокирање на собранието е најлошото нешто што може некој политичар да го направи во овој момент. Од владеачката партија обвинија и дека Мицкоски ќе сноси одговорност за блокадата во време на економска криза, но тој им врати дека одговорноста ќе биде исклучиво нивна. За сите понатамошни последици власта ќе биде таа која што ќе биде одговорна, бидејќи јас лично и ВМРО ДПМН многу пати во изминативе 100 дена повикувавме на заедништво, повикувавме на диалог, повикувавме на разговор, да седнеме, да зборуваме за проблемите, да зборуваме за одржување на предвремени парламентарни избори, па ако се наистина толку јаки, пошто вела дека се јаки, дека народот ги сака, тие ќе не декласираат на тие предвремени парламентарни избори, ќе има чист мандат 4 години, ќе може да ги спроведат политиките кои што велат дека народот ги поддржуваат. Кон блокадата се приклучија и од БЕСА, кои исто така бараат предвремени избори затоа што сметаат дека владата не е способна да се справи со предизвиците. Ние ќе делуваме да имаме активна блокада затоа што цениме дека после неуспехот да се добие дата, ова влада нема ни најмалку кредибилитет да продолжи понатаму. За предвремени избори си од Алијанса за албанците, но тие нема да го блокираат собранието. Сметаат дека имаат обврска да воведат во собраниска процедура предлог закони кои ги сметаат за многу важни. Председателот на собранието најави дека ќе постапува според собранискиот деловник, што може да се сработи ќе биде сработено, но нема да војува со пратениците.